civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господин Цветанов, пред известен период на една панел дискусија на Цивил, жртви на режимот, спомнавте за некои црни листи, кои што вие и јавно го прозвавте лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да се произнесе за тие ваши наводи. Ке може ли нешто по-конкретно да ни кажете, помина месец дена од тоа јавно прозвивање, но се уште нема никаков одговор. Кој е вашиот став? Па вака, за жал, практиките кои што се користеа за време на режимот, постои опасност да бидат повторени доколку му се даде шанса на Мицковски да биде премиер, во кој што јас лично не верувам, бидејќи граѓаните веќе се политички писмени и знаат за кого да го дадат својот глас. Тие се уште имаат намери да казнуваат луѓе, да внесуваат луѓе во затвори само заради слободна мисла. Заради тоа што некој си го кажал своето мислење, а не одговарало на структурите на минатото, а и на сегашното ВМРО очигледно, тие ги поемаат луѓето како своји непријатели, што е многу тажно и жално за демократските процеси во нашата држава. Моите информации уште тогаш беа 10 дена пред настанот, со една ваша колешка новинар, разговаравме, таа ги видела листите и ме праша мене дали имам подетални информации околу тоа, искрено тогаш прв пат слушнав за тоа, но искористив приликата да го прашам директно лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски дали е запознаен со изготвувањето на така наречени црни листи на луѓе кои што се нивни неистомисленици, нивни критичари, и дали навистина се подготвуваат планови за одмазда и линч на тие луѓе по примерот и начинот кој што беа практикувани за времето на режимот и црните денови од режимот, кога недолжни луѓе се носеа во притвори и се чуваа по 3 години во притвори на завршена постапка без никакви основи, се со цел да им се одмаздат, односно тие луѓе да бидат казнети. Исто така, според анализите и на Зелена лупа и на други граѓански организации, излезе дека и делот од казните кои што биле давани, биле со цел да се уништат животи, односно ако диапазонот на казните бил од 1 до 10 години, а судиите од Сваровски групата, од Сваровски судството и од тефтерчето на горде, изрекувале санкции кои што се многу тешки и кои не се соодветни на македонскиот правен систем. Така да, од тие причини, јас се уште не знам дали лидерот на ВМРО ДПМН директно е запознаен со ова, но знам дека одредени партиски војници, односно функционери на централно и на локално ниво, освен што планираат да си се вратат во фотелите, тоа е нивна математика, и да продолжат со масовното крадење и грабеж на државата, покритието го гледат повторно преку линч на своите неистомисленици. Затоа ја користам оваа прилика јавно да го прашам уште еднаш господинот Мицковски дали лично е запознаен со листите кои што се подготвуваат, во кои што ме информира еве дека сум и јас, но и стотина други граѓански активисти, политичари и така натаму, и дали тој знае дека одредени негови сопартијци подготвуваат такви листи за политичка одмазда, политички линч, преку користење на институциите, евентуално во иднина доколку би дошле на власт, преку злоупотреби на Министерството за внатрешни работи, кои што посакуваат да се врати МВР-ВМРО, и преку користење на судиите кои што се од тефтерчето на горде и Сваровски судиите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.